Цивил медија. Да ве поздравам сите присутни. 94-та година, тоа беше многу одамна, прв пат најавив тогаш дека во Република Македонија има почетни облици на организиран криминал. Тогаш раководев со оперативните служби кои што беа задолжени за гонење на криминалот и само со таа изјава веднаш се мобилизираше владата која што ја водеше Бранко Црвенковски и за 14 дена ние очекуваме дека ќе започне стварно борба. Тие само ме смеја мене, а против корупцијата апсолутно не започна никаква војна. Сакам да укажам дека корупцијата е или организираниот криминал разумно действува во Република Македонија и веќе криминалот стана на вистина вредностна категорија. Тешко на оној што е влезен во политика, ако не се инволвира во криминал, значи тој е или наивен или не знае да користи позицијата. И во суштина во Република Македонија досега најдобро занимање било да бидете председател на влада. Значи најдобар бизнис се води ако раководите со владата со сите ресурси во Република Македонија, затоа што таков ни е системот. Председателот на партијата на власт или пример, тој за се одлучува. Тоа е проблемот и таквата една состојба се покажа во изминатите 12 години старата власт, како раководството на таа партија на ВМРО-ДПМН влезе во тешки криминали и како успеа, освен тие претходно да речеме што се одлеа над 5 милиарди евра при криминалната приватизација, сега таа власт за тие 10-12 години успеа да испумпа над 5 милиарди евра надвор од оваа држава и по тие сите сега проценти излегува дека Република Македонија е многу богата држава. Директорот на финансиска полиција само најави дека 2013 година имало 200 милиона евра биле се испрале преку нашите банки, преку нашите институции. Тоа кажува дека навистина сме криминализирана држава и дека треба ефективна, ефикасна борба против корупцијата и криминалот. Морам да нагласам дека многу повеќе криминал открија новинарите преку истражувачко новинарство, многу повеќе криминали конкретно докажа откри специјалното јавно обвинителство ако споредеме со другите институции. Значи МВР е разорна институција. Таа е комплетно надвор од целокупниот систем кој што треба да се бори против корупцијата и против криминалот. Не можам да разберам за веќе 2 години МВР да не може да дојде до информации кои се организаторите на обидот за државен удар на 27 април во Република Македонија. А тоа да чекаме некој нинџа или некој сличен да го презентира јавно, да се види дека 3 или 4, ако сакате, клучни институции во државата биле вклучени во подготовката и реализацијата на обидот за државен удар. Дел Агенција за разузнавање, клучната улога имала Управата за безбедност и контрразузнавање, Бирото за јавна безбедност, имаше мешаност и на припадници од армијата на Република Македонија, не знам точно од кој сектор биле тие вклучени. Тоа покажува дека ова е разорана институција и дека тука треба темелни реформи доколку очекуваме да започне некаква активност, да не постојано ние се правдаме, чекаме наредба од јавниот обвинител и со законот за кривична постапка, законот за внатрешни работи, значи основен носител на борба против криминалот, на откривање на криминалот, тоа е Министерство за внатрешни работи, затоа што тамо, не сакам да кажа бројката, има неколку илјади луѓе што примат високи плати и треба да се борат против корупцијата и против криминалот. Меѓутоа, тешко, ако вака продолжиме, можеме ние сите декларативно да се бориме против корупцијата, да држиме пресконференции, трибини, да пишуваме колумни, но ако отсуствува ефикасна борба против криминалот од тие што имат механизми, тешко дека ќе успееме во оваа борба. Јас сакам само уште 2 работи да нагласам. Во услови кога имаме на овие судски процеси сега посочување на
организаторите на државниот обид за државен удар, ние имаме паралелен процес што се одвива во парламентот, амнестија. И мислам дека овој преку амнестијата сега вака гласно најавувана, директно го кочиме процесот на докажување на организаторите, на извршителите на овој процес сега што се слуша судскиот процес. Сакам да докажам дека апсолутно не сум против амнестијата како замена за евроатлантските процеси да се движат напред. Меѓутоа, ако се донесе закон за амнестија, тогаш во тој закон мора да биде прецизно дека имплементацијата на тој закон ќе важат после завршување на судскиот процес што се води денови во судот. Тоа е една работа, за да не должам многу, и сакам да посочам, бидејќи професорката Најчевска кажа дека власта го корумпира народот, граѓаните. Власта имаме еден многу од висок степен корупција на високо ниво. Парламентот донесе закон за посебните права на поранешниот претседател. Тоа е класична корупција од парламентот, партиите на власт, што се продолжува. Поранешниот претседател, освен што господин Киро Глигоров имаше изворени заслуги, кои што не беше спорно дека треба да има некакви бенефиции, но тоа по инерција продолжи, дури се изголемија правата на поранешниот претседател, зборувам, да има неколку стотици хиляди буџет, да има тројца советници, да има, не знам, обезбедување, возач и така натаму. И тоа е класична корупција и тој е неутрализиран. Тој нема потреба ни да се појави во јавноста, нити критика да даде како поранешен претседател. Тоа е класична корупција, значи на највисоко ниво. И на крај да завршам, сигурно дека има обиди актуелната власт да се справи со корупцијата, со криминалот, но се сложувам. Сите институции треба правенствено да работат на откривање на можен криминал на актуелната власт. Тогаш таа може да биде коригирана, сама да се коригира. Во спротивно, ако и натаму ги истражуваме кои не се истражени, криминалите на претходната власт, сум да се докри расчистат, но треба да биде ударот према актуелната власт, тогаш може да имаме позитивни ефекти од борбата против корупцијата и криминалот. Благодарам. Цивил медија.